Добар ден, почитувани дами и господа. Водени од слоганот "Здравието пред се", не беше тешко да се одлучи каде ќе биде нашата подадена рака оваа година. По предлог на градоначалникот со целосна подршка од фондацијата и компанијата Кожушчанка, одлуката е годинава да зацрстиме една соработка со хероите од првата борбена линија – здравството во Македонија и пријателство со јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност од Кавадарци. Основачот на фондацијата и градоначалникот господин Митко Јанчев ќе го повикаме да ни се обрати, но пред тоа да се подсетиме. По повод верскиот празник Свети Никола, фондацијата Никола Јанчев еве исправено и одговорно повторно стои пред вас и подава рака и подршка таму каде што е најпотребно. Оваа тешка корона година ја почувствува човештвото, а пандемијата не ја заобиколи и Македонија. Фондацијата Никола Јанчев, да подсетиме, е основана на 14 февруари 2018 година. Основач е актуелниот градоначалник господин Митко Јанчев, а целта и идејата беа да прерасне во една хумана заедница која ќе биде секогаш тука за младите, за спортистите, за студентите, за ранливите категории и за граѓаните. Со многу респект и покрај се, одлуката на нашата мисија да продолжи по својот пат, иако живееме во турбулентна здравствена година, е таква каква што е. Почитувани дами и господа, добар дојдовте во третата година на фондацијата Никола Јанчев Кавадарци. Го повикувам градоначалникот Митко Јанчев да ни се обрати. Поведете, градоначалник. Почитуван министер, почитуван директор на Општа болница проширена дејност Кавадарци, пред се, денеска ми е чест и задоволство да го честитам нашиот верски празник Свети Никола, на сите оние кои што го чествуваат и кои што имаат имен ден. Фондацијата Никола Јанчев е формирана во името на нашиот покоен родител, основач на компанијата Кожушчанка. Веќе трета година како фондација функционира интензивно вклучена во општествениот и јавниот живот на сите граѓани на општина Кавадарци пошироко. Оваа година, со оглед на пандемијата која што имаме, COVID-19, и со оглед на она што се справува човечанството во цела држава и во цел свет, а најмногу за здравствените работници и за оние кои што се на прва борбена линија, да им олесниме во нивното функционирање, а пред се за пациенти кои што имаат потреба од сместување во болнички услови, да им го олесниме нивното лекување. Фондацијата Никола Јанчев одлучи да своите средства кои што ги има од милион денари ги инвестира во Општа болница со проширена дејност во Кавадарци, и тоа со намена за централизирање на кислородна станица во новата ковид болница која ќе биде изградена за 2 до 3 недели. Така да со ова ќе го олесниме пристапот до кислород на сите пациенти кои што имаат потреба од кислород, меѓутоа и на медицинскиот персонал да бидат постручни и попрофесионални во делот на давањето на соодветни терапии. Јас сакам денеска да заблагодарам на целокупните сите тука присутни, да се заблагодарам на целокупното население и сакам да кажам дека ова наша донација и инвестиција во јавното здравство ќе биде од траен карактер, дека нема да биде само додека трае пандемијата, дај Боже што побрзо заврши, него таа централна станица ќе биде од траен карактер, ќе функционира во тоа одделение за користење за понатамошни цели на болницата. А нашата болница, да напомниме, е регионална болница каде што се лекуваат луѓе и од општина Демиркапија, општина Росоман и општина Неготина. Така да уште благодарност за присутните и би го повикал министерот за здравство господин Венко Филипче да даде резумат. Благодарам. Благодарите, господин министер. Ќе ви се обрати министерот за здравство на Република Македонија, господин Венко Филипче. Благодарам, почитуван градоначалник, почитуван директор на Општата болница тука во Кавадарци, почитувани присутни. Навистина ми е драго што еве одбележуваме уште еден чин на хуманост, уште еден чин на многу висока општествена одговорност. Искрена благодарност до градоначалникот Митко Јанчев, благодарение на тоа што ја препозна важноста да сега во овој момент се помогне таму каде што е најмногу потребно, а тоа е здравствениот систем, со средства во висина од милион денари преку фондацијата, која што го носи името на неговиот татко Никола Јанчев, ќе се обезбеди
централна станица за кислород во новата модуларна болница, која што ќе биде инфективно оделение за прв пат овде во болницата во Кавадарци. Болницата во Кавадарци е позната со години наназад по својата експертиза, покрива навистина една површина, огромен број на граѓани овде во целиот регион, над 100.000 граѓани, не само од Кавадарци, од сите околни градови, тука добиваат соодветна здравствена заштита. Ние навистина вложивме многу. Се обезбедија голема сума на средства за зголемување на платите, на дежурствата. За прв пат се направи сервис и служба на дежурни специјалисти, нешто што не беше на располагање претходно, и за прв пат почна да се имплементира моделот кој што планираме да го сега продолжиме на територијата на цела држава. Тоа е интегрирање на здравствените установи со цел да работата се рационализира, со цел на пациентите да им се олесни пристапот и да се искористи целокупниот кадар, така да ова болница е практично една од првите која што е сега со проширена дејност, значи во својата функција го интегрира и работењето на здравствениот дом. Завршува во финала фаза и постапката за набавка на компјутеризирана томографија и на почетокот на следната година ќе биде инсталиран апарат за компјутерска томографија, повторно за прв пат во оваа болница, што сериозно ќе го олесни пристапот до оваа услуга на сите граѓани кои што гравитираат кон болницата во Кавадарци. Прилично се напреднати и подготвителните работи за поставување на модуларната болница. Сега во сегашните услови со една навистина брза и практична реорганизација на работата, целокупниот кадар учествува во лекувањето на пациентите заболени од COVID-19, за што навистина треба да се упати и благодарност и честитки. Ние во таа смисла обезбедивме сума на средства како еднократна награда за сите здравствени и нездравствени работници кои што работат со пациентите заболени од COVID-19, и таа награда ќе им биде доделена пред новогодишните празници во висина 30.000 денари. Апелирам да овој празник денеска го прославиме не како што знаеме традиционално со собири, да останеме сите дома, да помогнеме со негрупирање да се надмине и овој ризик во склоп на оваа криза. Јас верувам дека новите мерки ќе дадат уште подобри резултати, се намалува бројот на пациентите кои што се примаат во болниците и верувам дека граѓаните со својата свест и совест сериозно ќе помогнат на здравствените работници. Уште еднаш голема благодарност на семејството Јанчеви со тоа што покажа како се негуваат семејните вредности. Трета година поред инвестира таму каде што е најпотребно, претходно во младите, во стипендии за образование, сега во поддршка на здравствениот систем. Благодарам. Благодариме, министре, што не удостоивте со вашето присуство. А сега би сакал да не се обрати директорот на јавно здравствената установа Општа болница од Кавадарци со проширена дејност, господинот доктор Дино Коцев. Повелете, директор. Благодарам. Добар ден на сите, почитувам министер за здравство, доцент доктор Венко Филипче, почитувам градоначалник на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев, почитувани присутни, почитувани медиуми. Најпрво сакам да изразам искрена, огромна, неизмерна благодарност до Фондацијата Никола Јанчев и до семејството Јанчеви за оваа поддршка што ни ја дават во најтешките моменти, а тоа е инвестиција од 1 милион денари за, внимавајте, централен довод на кислород во модуларната болница. Меѓутоа, еден крак ќе биде исто така пуштен и за да се обезбеди централен довод на кислород до нашите хируршки сали во оделението за хирургија и во оделението за гинекологија. Тоа за прв пат се случува во нашата болница. Досега да работевме со боци за кислород. Верувајте, модерните апарати, посебно и за анестезија и респираторите, во 21 век работат на баш на овој централен довод на кислород, тоа на наречен компримиран воздух. Со тоа ќе влеземе конечно во групата на модерни европски болници.
затоа што за прв пат вакво нешто ќе се постави во нашата болница. Од огромна важност е за нашите вработени прво, затоа што многу ќе им се олесни нивната работа, меѓутоа најмногу на нашите пациенти кои што ќе може континуирано да добиваат кислород под притисок кога за нив е тоа потребно. А знаете дека сега во моментот кислородот е едно од многу важните сегменти во лекувањето на овие болни и за нив едноставно во моментот значи живот. Затоа ве уверувам и јас лично дека нема да заборавиме, не смееме да го заборавиме се тоа што го правиме во овој момент, за да остане во сеќавање на следните генерации ликот и делото на Чичко Никола. Ви благодарам. Благодарим, директоре. Почитувани дами и господа, убави се делата кога раката која подава и знае зошто го прави тоа, има начин на благодарност. И тоа може да се почувствува во изјавите и на нашите присутни, почитуваниот господин министер за здравство на Република Македонија Венко Филипче, директорот на болницата од Кавадарци, доктор Диме Коцев. И ја на крај, поради оваа причина, затоа што времето е невреме и не би сакал премногу да биде говорот во суштина на благодарност и на она што го правиме, ќе ја повикам завршниот реч токму поради оваа причина да го направи денеска директорката на Кожувченка, госпоđа Јанинка Чупарковска. Повелете. Благодарам, Дулен. Почитувани присутни, во пресред на новогодишните празници, Фондацијата Никола Јанчев, Кавадарци, се соочи со неколку дилеми околу проектот кој е редовно обраќање по повод Свети Никола 19 декември. Не беше тешко да донесеме одлука. Колку ние и да сакаме, сепак пандемијата COVID-19 не сакаше да не заобиколи. По тоа сознание, Фондацијата Никола Јанчев свати дека сепак денес најважен е животот. Животот за сите нас, во време кога човештвото е на прво место. Да подадеме помош, да подадеме и рака, да поделиме насмевка, надеж, да веруваме во подобро утро, да се сакаме, но пред се да бидеме луѓе. Со надеж дека короната за брзо време ќе биде зад нас. А оваа наша огромна акција ќе се памети за едно време дека човечкиот живот беше и е најважен, ќе сведочи Свети Никола и 19 декември 2020 година. Дека град Кавадарци има луѓе, херои со големо срце, кој на прво место им е човечкиот живот и љубовта кон градот. Запомнете, најважен е животот. Продолжуваме по истиот пат. Поминавме тешка година, но не се предадовме. Велат, годините помина, но ние сепак знаеме дека светот останува на младите. Некои нам, многу драги луѓе, не напуштија за секогаш, но ние вечно ќе се сеќаваме на нивниот лик и дела. Затоа ве замолувам сите, бидете хумани и оставете траги во времето. Ние сме тука сме, затоа што сме се уште потребни едни на други. На сите ви ги честитам сречни празници и секое добро, Кавадарци. Ви благодарам на сите. Почитувани дами и господа, тоа беше се за денешната пресконференција. Ние сме тука. Тука е Фондацијата Никола Јанчев, затоа што сме се уште потребни едни на други. Ви благодарам и на гостите и вам за вниманието. До следното заедничко другарување, ве поздравувам и сречни празници. Хвала на сите. Нова вест. Синета во лименка од 250 мл. 100% свеж вкус на вишна, мултивитамин и портокал. Синета. 100% свеж вкус од Синалко. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.
цени веќе од 650 денари.